Почитувани, ве поздравувам сите вас кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и многу ми е драго што во продолжение ќе ве запознам со Мартина Гештаковска, која што е 25 годишна тенисирка од Македонија, која што живее и игра во Германија. Многу повеќе за тоа зошто си заминала од Македонија и какви се успеси има досега ќе слушнеме во продолжение. Мартина, добро утро. Добро утро, пред се чести задоволство ми е што гостувам вашата емисија. Благодарам на поканата. За гледачите и за сите луѓе што не ме познаваат, јас сум Мартина Гештаковска, имам 25 години, доаѓам од Скопје, цел мој живот имам живеено во аеродром. Сега моментално живеам во Германија, таму сум веќе од 2019 година. Секако дека една од причините поради кои што заминав од Македонија беше затоа што во Германија моментално има подобри услови за спорт. Секако јас таа земја си ја сакам многу и се надевам дека еден ден ќе има кај нас исто така убави услови за да можеме да се вратиме во својата земја и да го правиме тоа што го сакаме. Да, многу ми убаво вака што на самиот почеток си кажа се сама без да те прашам. Интересно се сподели е дека имаш и брат близнак со кој што исто така играте, односно и тој игра тенис, но кажи ми за почеток како се случи да играш за германски клуб? Да бидам искрена, мојот брат имаше аплицирано во повеќе клубови, бидејќи сакавме да играме за германска лига. Го повика брат ми и му кажа дека се заинтересирани да одиме да се запознаеме. Бевме заедно двајцата таму, пред се сака да ни запознаат како личности, потоа како тенисери. Не проценија дека сме пред се добри личности и исто добри македонци. Добри македонци, да. Им се свигаше како играме тенис и не поканија да бидеме член во нивниот клуб и понатаму сега моментално јас играм за германска лига. Можам да кажам дека лани имавме навистина голем успех со тоа што се качивме во Оберлига, една лига повисоко од порано што бил клубот. И навистина сум среќна што бев дел од тој тим и што можев да осетам како сето тоа беше. Да. Може ли да им ја доближиме на гледачите малку повеќе твојата спортска приказна да ја наречам? Кажа дека од 8 годишна возраст си почнала да се занимаваш со тенис, но кои се најголемите успеси кои што досега си ги имала и каде се гледаш во иднина? Јас почнав да се занимавам со тенисот од моја 8 годишна возраст. Цел мој живот играв во Македонија, играв македонски турнири, тука имам освојувано многу медали до 14, 16, 18 години. Потоа заминавме за Германија, таму го продолжив мојот пат со тенисот. Таму одиграв многу турнири и мечеви. Можам да кажам дека еден од најзначајните ми е турнирот што го освои во Германија, тој беше Prize Money турнир, кој што навистина можам да кажам дека беше и далеку од моето живеалиште, но мојата желба беше навистина голема да учествувам на тој турнир, па патував 5 сати во еден правец само за да го одиграм тој турнир и фала му на Господ на крајот успеав да го освојам. Кој ти е најголема поддршка? Да бидам искрена, пред се морам да кажам фала на Господ, бидејќи јас си верувам во Господ и верувам дека без Господ ние ништо не можеме. Потоа секако дека родителите, без нив ништо не би било можно. Без мојот брат, близнак, од кој што сме заедно од првиот ден кога сме родени и секако моите пријатели. Ни спомена дека на 19 годишна возраст се пресели во Германија и тоа е можеби рече заедничка одлука со твоите родители, но сепак си била помала, можеби тие малку повеќе влијаеле. Како реагираше, какви ти беа првите чувства кога дозна дека ќе се селиш во Германија и воопшто кога отида таму? Да бидам искрена, мојот татко како мал има живеено во Берлин и тој секогаш ни раскажуваше дека Германија е земја која што има многу можности, поготово за спортот. Јас знаев дека на моја 19 годишна возраст дека за жал нема да имам тие услови што ми се потребни за да продолжам да се занимавам со тенисот. И бидејќи тенисот ми е навистина најголема љубов, решив да одиме сите заедно во Германија и да се пробам среќата таму. Да. Што му недостасува најмногу на македонскиот тенис? Јас мислам дека пред се државата треба повеќе да вложува во спортот. Јас верувам во Македонија и верувам дека спортот може да напредне, бидејќи имаме многу талентирани спортисти во нашата држава, не само во тенисот, во секој спорт. И навистина верувам дека еден ден сето тоа ќе се среди, дека ќе можеме сите да се вратиме дома и да го правиме тоа што го сакаме. Мартина, какви се плановите за ова лето, освен дека дојде на гости во Македонија? Сега кога ќе се вратам, здраве Боже, со Господ напред 22-ри, ќе почнам да се припремам за турнири. Во план ми е да одиграм што повеќе професионални турнири.
па ќе видиме како сето тоа ќе изгледа, јас ќе го дадам мојот максимум, па со Господ напред. Да. И за самиот крај, што најмногу ти недостасува од Македонија? Самата Македонија, се што има во Македонија нема на друго место, бидејќи Македонија е света земја, навистина преубава, Скопје, Охрид исто така преубав град. Мислам дека во Македонија има многу душа каде што нема на друго место. Германија е навистина, можеме да кажам, убава земја која што нуди можности, но душата што има во Македонија ја нема таму. И затоа често доаѓаме тука, секој пат кога ќе дојдеме се осеќаме како сме повторно дома, секогаш сме среќни, радосни, весели и се радуваме на деновите во Македонија. Да. Ти благодарам многу за овој утрински разговор. Се надевам дека малку повеќе ми ја доближивме на гледачите приказната за сето она кое што ти го правиш. Ти посакувам навистина премногу успеси и следно да ни дојдеш во студио. Благодарам многу. Се најубаво се гледаме. Пријатно.